Да разјасниме, колку што јас знам, во програмата на ВМРО ДПМН, што сме ја гледале, нели сите, тие биле достапни на јавноста, не постои пловен вардар, така што тоа не е спомнато поради тоа, но јас го спомнав во контекст на дискусија на колега од ДПА, кој што говореше за пловен вардар и кој што говореше дека таа идеја би била антиалбански проект. Јас само се надоврзав дека не гледам првин дека тоа таква идеја би била против било кој етникум во Македонија, вклучително на албанскиот, и дека тоа е еден дамнешен повеќе децениски сон на многу генерации луѓе од сиов овој регион. Сега, значи, во тој контекст го зборов дека јас би сакала да го видам тоа реализирано, но под услов, дури и тоа под услов да може да се реализира со сите денешни стандарди меѓународни и македонски за заштита на животната средина, бидејќи тоа секако би требало да биде многу деликатен проект. Инаку јас немам во моментов согледување дека има можност за такво нешто, така што во тој контекст веројатно ќе се согласиме. Благодарам. Партнерите. Благодарам. Реплика да немаш. Реплика на... Океј, повели реплика. Да, ајде, пошто Ептем многу се потруди да ни дајт многу податоци колешката. Сакам неколку дилеми да ги расчистиме. Значи, предлогот беше наш, односно информацијата што ја дадовме, што ја даде колегата Рејхан, од аспект на тоа дека овој проект, односно идејата за реализација на овој проект треба да прекине тука. И кажа многу, милион аргументи. Вие не бевте тука на почетокот, кога ги кажуваше аргументите, затоа не сте веројатно во тек. И оно што беше излагањето на министерот рече дека треба да се направи анализите кои што следат, треба да се направат, па после да одлучи владата дали ќе продолжи со овој проект или не. Ние сме изричито против продолжувањето на било какви активности за реализација на овој проект од она што го кажа колегата Рејхан, заради тоа што навистина многу поголеми би биле последиците од самата реализација. Значи во делот на изградбата на овој објект, ваков каков што е планиран, 70 метарска брана, 320 метарски должен венец и сите други активности и нормално цевководот кој што треба да ги пренасочи водите од горниот, велиме, тек на притоките на река Радика, ама кој знае кога и како тоа ќе биде искористувано, и тоа и го кажа. Значи, ако треба да се стави некој вентил на користењето на овие води, кој ќе го контролира тоа? Ама во градбата која што треба да трае, според ова сега што го имаме како податоци, околу 4 години, што мислите вие колку може да остане таму од овој жив свет? Природен. Колку може да остане и дали може да остане во работењето на еден толков огромен број на машини таму и механизација, затоа што тоа нема да се прави со раце. Нема да го работат таму илјадници луѓе, ќе работат машини. Од тој аспект мислам дека треба веднаш да се прекинат сите постапки, затоа што и сега и министерот би сакал да го замолам и владата цела, ако министре оваа влада сака да му помогне на овај регион. Ние во сиве изминати години, од кога сум јас 3 години тука дел од овој парламент, предлагаме еден куп амандмани за развој на овај регион. Еден куп амандмани. Не е ништо прифатено до сега. Тоа е штета. Штета за целото население кое што живее, нема да ги делам луѓето на албанци или на македонци или на торбеши или сите таму се луѓе кои што живеат. Треба владата, ако се интересира, да прифати дел од овие наши предлози. Требало. Ама тоа не се случи до сега. Министре, уште ова. Што мислите ако не знам каков е тој идеен проект или предлог на Елем за изградба на ова, велите дека ќе кошта 62 милиони евра. Господјо Поповска, што мислите вие со 62 милиони евра, колку може да се изградат електрани на сончева енергија? Колку? Ветерници? Колку? Колку може да се изградат? Ајде направете таква една елаборација и предложете, а тука да ја разгледаме. Без никакви последици на природата.
Без никакви консеквенции кон целиот жив свет, ама што е најважно. Живиот свет е жив свет, природниот жив свет. Ама овој жив свет, луѓето кои што живеат таму, сиве овие години се трудиме како да ги иселиме, им ги олеснуваме визните режими со европските држави и со Америка, за да можат повеќе луѓе да се оцелат таму. Сега веќе фамилиарно, вие чим сте оделе таму, знаете дека голем дел од тие луѓе фамилиарно си одат неповратно. Тоа сакаме уште повеќе да го зголемиме или сакаме да ги вратиме луѓето тука во таа природа? Што сакаме да направиме? Ние сме должни тука да им овозможиме услови, не да им гиускратиме и тие што ги имаат. Не да им ги попречиме и тие што ги имаат услови, госпоѓо Поповска. Затоа треба и вие веднаш да се приклучите кон оваа наша иницијатива и ги поддржувам и тие колегите од ДПС што рекоа треба да се прекине ова и понатамошните сите активности во правец на изготвување на било какви елаборации и студии за изградба на ваква централа, затоа што тука не му е местото. Има многу повеќе и места и простор во Република Македонија каде што можат да се градат капацитети за производство на електрична енергија, на сите можни обновливи извори на енергија, и на сонце, и на ветер, и на се друго, а има многу води во Република Македонија на кои што може да се градат хидроцентрали, ама ние 5 години се расправаме овде, а ни една мини хидроцентрала не е почната да се гради. 5 години се расправаме. Зашто? Згора на сето ова го зборувам од економскиот аспект. Згора на сето ова, велиме и имаме тука документи дека имаме несогласување и на соседна држава, која што отворено реагираше. Малку ли ни се проблемите со другите соседи досега? Со Грција, со Бугарија, сега сакаме и со Албанија да имаме проблеми и со уште еден сосед. Тоа се веќе политички работи. Тоа се веќе политички проблеми. Сакаме уште една кочница сега, малку имаме. Ако се труди оваа влада да собира околу нас соседи кои што ќе ни бидат пречка за нашиот пат кон евроинтегративните процеси, тогаш нема проблем, може и тоа да си го прави. Имаат мнозинство и што сакаат може да направат. Ние може да зборуваме овде 2 недели. После на крајот ќе не надгласате. Ама камо ќе одат овие ваши муабети? Дали ќе биде доволно тоа што ќе излезете од собранието или ќе стисните на копчето воздржана? Не. Треба да се бориме. Од сите аспекти. Имаме доволно проблеми со Грција, 20 години, имаме сега последно проблеми со Бугарија, сега треба да направиме и проблем политички и со Албанија. Зошто? Зарем нема Македонија места доволно за да може да се градат и да се инвестираат средства? Или ги имаме ние средствата на претек, па треба, или ќе се задолжуваме сега во празно само да може да ја манипулираме јавноста дека еве имаме некои проекти и треба нешто да работиме. Тоа треба да се замислиме сите што сме тука. Благодарам, председателе. Фандерит. Благодарам, колега.